Со големи попусти до повеќе туристи. И оваа година по традиција охридските хотелиери и угостители нудат примамливи понуди за најмасовната културно-верска манифестација Богојавление Водици. Се со една идеја привлекување на што поголем број туристи. Таквите акции и активности во однос на Богојавление раѓаат со плод. Од година во година се зголемува бројот на гости кои што доаѓаат во Охрид за Богојавление, ги привлекува целокупната манифестација, амбиентот во градот и нормално секако пристапните цени кои што ги нудат хотелските капацитети. Кон празникот Водици охриѓани имаат посебен култ, а традиционалните духовни и верски обичаи во Охрид се понагласено стануваат туристички атракции и го привлекуваат вниманието на голем број верници, гости, туристи и посетители кои сакаат повторно да се вратат на овој ден. Многу е значаен и од верска природа, значаен и од туристичка природа, самата манифестација, бројот на туристи кои што доаѓаат истото да го почувствуваат, да го видат, во исто време и од страна на духовен аспект и од страна на туристички аспект се среќни, задоволни, а секако и за економијата во градот. Сепак се тоа гости кои што престојуваат по хотелите, кои што трошат во рестораните. Странските туристи се воодушевени и восхитени од овај настан, од сето тоа што се случува со положување на светиот крст во водите на Охридското езеро, од службите по црквите и манастирите, од целокупниот амбиент кој што го приредуваат рестораните, хотелите и самиот народ во град Охрид. Така да величенствена манифестација, изненадени, пријатно, среќни со истото и тоа резултира со нивно враќање повторно следна година. Илјадници верници од земјава и странство се очекуваат да присуствуваат на осветувањето на водите на Охридското езеро, но манифестацијата не завршува тука, продолжува и следниот ден на 20 јануари на денот на рибарите на Сараиште. Нина Аритоновска, Сител телевизија.